На председателке, почитувам Велковски, за гасификацијата имате 100% согласност од опозицијата. Ние веќе тој проект го почнавме во градот Скопје за таа секундарна гасификација. Продолжете, гледам дека година и пол не направивте, сега не го сваќајте ова лично, но критиката оди кон владата и кон владините институции. Не направивте апсолутно ништо, а да не зборуваме за некои поголеми чекори во однос на гасификацијата детална во градот Скопје, па и за општината од каде што доаѓаме јас и вие, тоа е општина Аеродром. Зошто го велам ова и зошто и во претходните дискусии сега ја потенцирам екологијата, загадениот воздух и така натаму. Затоа што загадувањето во градот Скопје ви беше приоритет број 1 и топ тема број 1 во предизборието и за локалните избори и за парламентарните избори. Ветувавте дека експресно и брзо ќе се зафатите со решавање на овој горчлив проблем за граѓаните на градот Скопје и за општина Аеродром. Ветувавте гасификација, ветувавте екодрва, ветувавте низа други дополнителни мерки со кои што ќе се намали загаденоста во Аеродром и во градот Скопје. Јас ова го потенцирам неколку пати. Помина година и пол откако сте државна власт, веќе повеќе од година дена откако имате и локална власт и во општина Аеродром и во градот Скопје, и освен флоскулите дека има низа мерки, плановите се направени или се прават, стратегијата е направена или се прави, ништо конкретно граѓаните на градот Скопје и општина Аеродром не видоа аеро тоа што ја преземавте власта, а топ тема при преземањето на власта ви беше загадувањето и решавањето на овој проблем. Не сакам апсолутно да фрлам одредена политичка димензија на проблемот, бидејќи колку сите граѓани го чувствуваат овој проблем, не може да ги делиме тука на, не знам, партиска, национална или било каква припадност. Сите го дишиме истиот воздух, сите ги трпиме последиците од нечистиот воздух и загадувањето, така да ќе ве замолам колку можете како пратеник да сугерирате и да влијаете на една навистина сериозна акција со конкретни мерки на оваа влада и на оваа локална самоуправа, бидејќи и неа ја спомнавте одека, во решавањето на овој проблем. Имаме интересни предлози кои што и самите граѓани ги кажуваат при посетите и разговорите со нив. Јас тоа го зборував апропо расправата за буџетот претходните денови. 10 до 15.000 домакинства се Аеродром, Лисиче и Драчево, еве да вклучиме и општината Кисела Вода. 15.000 домакинства купете или со сериозни субвенции овозможете да купат печки на пелети или на газ, не е битно, донесете им го гасот до домовите и еве решавање на еден горши проблем. Од 10 до 15 милиони евра направете ја проценката, ќе видите дека ништо повеќе нема да ве кошта еден ваков проект. Јас пак ќе повторам, на таа некредибилна институција по нивна вина, како што е Фондот за иновации, една година само ставете во мирување и апсолутно ќе допринесете и те како во решавање на овој горчлив проблем што го имаат граѓаните, пак ќе повторам, и на Аеродром, и на градот Скопје, но и на останатите градови во Република Македонија. И јас и вие доаѓаме од општина Аеродром и ги знаеме проблемите, вие долго години сте и советник во општината, сега и пратеник и така натаму. Знам дека и мислите добро на граѓаните, но не е само да се мисли, треба и да се делува и со конкретни мерки да ги оправдаме довербата што граѓаните ни ја дале. Сега на нас како опозиција, на вас како опозиција и практиценти на власта. Пак ќе повторам, и на локално ниво, и на државно. Ви благодарам.